Над 300 учесници од 17 држави ќе бидат дел од годинешниот 13-ти поред веќе најпопуларен и најпознат планински маратон во Македонија Крали Марко Трейлс или по стапките на Крали Марко, кој што ќе се одржи на 8 март во недела во Прилеп. Маратонот е поделен во 3 трки: Маркукуле трейл долга 13 км, Трескавец трейл долга 23 км и Камена баба трейл долга 40 км. Трките се одвиваат во едни од најживописните предели на Македонија околу Прилеп, поминувајќи покрај цркви, манастири и средновековни тврдини и карпи со најуникатните форми не само во државава, туку и на светско ниво. Најдолгата оди од Прилеп, Трескавец, Единак, потоа оди до Кукул, на Ковална и назад. А другата оди до Трескавец, преку Маркови кули, низ тврдината Маркови кули, и до Трескавец и поново се враќаат до Дабница преку на Ковална и се враќаат назад во амфитеатарот. За возраста, значи од помали од 18 години не може да бидат, али тоа ме радува. На рочито од Македонија најмногу има млади пријавени. На кратката, мислам како почетници тие се сметат сега, може ќе дојдат понатаму и на поголемите трки. А на големата 40-ката се сите возрасти. Значи нема млади, искусни и дури над 40 години. Од кои држави се има? Од државите сега од ју просторите сите се. Имаме од Германија, од Шведска, од Португалија, 17 држави се. Значи и Франција, од Соединетите американски држави има. На долгата патека од 40 км имаме околу 50 надпреварувачи. На средната 23 км имаме 95 и 155 имаме на најкратката трка. Прилеп важи за центар во Македонија во ултрапланинското трчање, така што покрај целата светска конкуренција се очекува и нашите надпреварувачи да освојат доста медали во овие 3 трки. Организатор на надпреварите е Сдруженијето Трекс од Скопје и волонтери од Прилеп. Во спортски аспект се бодува. Значи ИТРА е таа организација за ултрамаратони која ги бодува. Ова долгата трка има 2 бода ИТРА, а средната еден. За помалата нема, бидејќи од по 20 км не се бодува на ИТРА бодови. И тоа значи дека во светот си обележа. Например, одма те регистрираат и си знаеш на кое место, на кој ранг си. Например, таму не ги рангираат во бодови, ги рангираат во X, L, M и така оди најаките во се XL. Значи, овие организатори од Скопје имаја да го представат Прилеп и Крали Марко по неговите патеки. И тој е мит за нас. И така секој и атрактивно е да дојде. И ако дојде не, пак ќе побара да дојде. Значи, патеките се козии, значи нема асфалт, нема широки патеки. Толку е теста патеката, чисти се пред се и обележани ќе бидат со знаменца, маркирани ќе бидат на 30 метри, ќе има белек и за вртење, например, лево-десно, да можат луѓето да знаат каде. Без разлика тие ги имаат и симнато патеките на своји телефони, GPS. И без разлика, подобро е да е обележано. Оние кои што трчаат напред, гледаат белегот, немаат време на GPS да гледаат. Рекордот на ова патека е 4 сати на 40 км, правиме муабет е 4 сати и 8 минути. А годинава мислам дека оде планот е, јас со Александар правев муабет дека најверојатно 40 км треба да ги стера за 3 сати и 40 минути. Ако сака, публика може да присуствува. Тогаш е денот 8 март, па може на самата патека 8 март, секој може да излези планина да ги бодри. И на стартно целната рамнина во амфитеатарот во Варош. За сите победници во 3 трки категории се обезбедени медали и награди.